Во спортски дух и со многу енергија се упативме во новоотворената теретана во скопската населба Ново Лисиче, теретаната Дупка, каде што имавме чест да се сретнеме со Дарио Трајковски, еден од најуспешните млади бодибилдери кај нас. Овој импресивен спортист го достигна неверојатниот рекорд во 310 килограми во мртво кревање, со што го запечати своето име во македонската бодибилдинг сцена. Го имаме како гостин во Hype Македонија, каде што ексклузивно ни ја раскажа својата импресивна приказна, а за почеток му посакавме топло добре дојде. Фала ви пуно за поканата, се чувствувам предобро. Стварно убава прилика што гостувам кај вас. Кажи ми, луѓето те препознаваат преку виралните TikTok видеа. Колку ти годи таа популарност, а колку ете на некој начин ти смета? Па не ми смета воопшто таа популарност, не е ни некоја огромна популарност да би ми сметала, но сепак мислам дека во време на социјални мрежи, кои што се многу битен фактор за се, како и за работа, како и за заработувачка, немам потреба за да ми прави неугодно. Јас колку што можев да истражам, знам дека твојот некој рекорд во кревање на тежина е 310 килограми, што е значително голема бројка. Кажи ми, како изгледа моментот кога знаеш дека си над човечкиот лимит? Над човечкиот лимит, можеби тука кај нас во Македонија, сум сигурен дека можеби ќе се најде уште некој, не верувам, ќе видиме. Сепак 310 килограми во дисциплината мртво дизање беше долг процес. Буквално процес на кој што работев можеби 5 години, да кажам. И у континуитет и стварно има љубов спрема таа вежба. И некако секој тренинг ми се вртеше околу самиот дедлифт и не можев да го избегнам никако, пошто така сме почнали сите теретана за две вежби, бенч прес и дедлифт. Колку е тешко тоа да го изведеш? Ете ми спомна дека 5 години се спремаш, што навистина постои посебна техника за тоа. Како се изведуваете толку тешка тежина да можеш да изведеш и да кренеш? Зависи од денот, колку сум нервозен, колку сум наспиен, дали имам пиено 1, 2, 3 или повеќе кафиња, се зависи во тој момент. Кажи ми, како спомнавме, како изгледа еден твој обичен ден? Во суштина, животот класичен, како и на секој друг, станувам, туш, јадење, работа. Покрај работа, ако можам да уклопам тренинг, уклопувам, ако сум презафатен со работата, тренингот го оставувам за навечер, пошто имам предност, имам теретана што работи 24/7 во близина, така да тоа е сепак добра ствар. Може ли да пресметаш вака окативно колку часови поминуваш во теретана? На неделно ниво? Да. На неделно ниво можеби 7-8 часа и со клиенти уште 7-8 часа. Што мислиш, што е потешко, да кренеш 310 килограми или да одолееш на сладок бурек во 8 часот наутро? Да дигнеш 310 километри. Кажи ми, дали ти е предизвиките храната во некои моменти? Не, воопшто немам проблем со ништо. Можам да бидам на ригорозна диета без обзир на тоа на време. Дарио, дали некогаш си се повредил обидувајќи сете да ги поминеш некои граници во вежбањето? Пред 2 месеци имав повреда на задна ложа и тоа ми е моментално 6-та повреда што имам. Како се справуваш со повредите? Те знаеме дека некој кога ќе се повреди му треба време да закрепне. Ти се враќаш веднаш или против таа волја продолжуваш да вежбаш? Мојата љубов спрема овој спорт и спрема кревање на тегови е огромна и таа вечер кога се повредив, отидов дома и не плачев од причината што ме болеше ногата, плачев од причината затоа што мислев дека утре нема да можам да идам у теретана и за инат отидов. Се разбира, не можев да вежбам, али затоа правев кардио и мислам дека тој менталитет и тој начин на размислување е многу битен. Многу битен. За секој што има волја да вежба, ќе направи тренинг без обзир на што, без обзир на тоа дали е презафатен од работа, дали е превише со деца, со фамилија, без обзир на било што, некој што сака ќе го направи тоа. Мора да ги спомнеме и твоите титули како тинеџер, како јуниор, сениор. Што ти е најдраго од тие титули, може да ги наброиме? Можам да кажам 2024 година државно првенство, затоа што 2023 добив 4-то и 6-то место и некако се осетив како потценато и мислев дека заслужувам повеќе од тоа и таа година ме буквално држеше толку мотивиран, толку дисциплиниран, што извадив стварно прекрасен резултат.
Имам први места и во тинс, и во јуниорска, и во сениорска категорија, во сите. Само апсолутното ми избега за малце, но тоа е доволна мотивација за мене за да грабам уште за наредната година или евентуално понаредната година. Планираш да ги нижеш и понатаму, претпоставувам? Да, дефинитивно. И надвор од Македонија. Имаш своја фитнес онлайн програма. Дали може да ми кажеш колку македонците се заинтересирани да водат здрав живот и да спортуваат? Кај мене е повеќе стриктно на бодибилдинг и луѓето тоа не го сакат затоа што е малце построг режим. Сите сакат фитнес, сите сакат нешто лесно, нешто што може да го направат у 2 месеци. Не постои нешто такво. Изградба на тело трае со месеци, со години, со тренинзи, со толку многу жртви, не можам да ви опишам. Зборуваме за спортот и колку сето тоа нели бара своја посветеност, време, внимание. Колку Дарио има време за љубовен живот? Покрај работа и покрај спортот многу минимално нешто, затоа што сакаме да се посветам на другарите. На другарите, а вака згоден дечко, не му се лепат многу девојки? Тоа ќе оставам на публиката да кажам. Добро, Дарио. Кажи ми како се справува со љубоморни мажи? Ете, постојат многу луѓе и кај мажите и кај жените кои што најчесто љубоморат на некој што е позгоден, поуспешен од нив. Дали имаш такви непријатни ситуации поради твојот физички изглед пред се и поради нели твојот успех? Искрено не ги регистрирам воопшто, затоа што секој пат ќе се најде некој што ќе каже лошо, ќе има луѓе што ќе зборат предобри ствари за мене, ќе има луѓе што ќе зборат прелоши ствари за мене. Едноставно гледам да се отргнам максимално што можам од цела негативна енергија која што може да ми влијае и на спортот и на животот. А си приметил ли такви ситуации? Многу пати, 90% од нив можам да кажам дека се пресмешни и јадни. Каква улога игра верата во твојот спортски пат? Искрено, најбитното нешто во мојот живот е верата. Сум го посветил животот на тоа, на Исус Христ, и без него не сум можел ништо да направам. Секоја повреда, секоја добро нешто што ми се случило, се ми се случило со причина. Се лошо и се добро се е направено за некое добро. Дали има нешто во животот што посебно те мотивира да бидеш секој ден подобар? Не. Нема ништо. Нема ништо што ме мотивира. Мотивацијата не е битна ствар, многу кратко трае. Многу е битна дисциплината, затоа што од 6 пати неделно што морам да идам во теретана, мене ми се иде 2 пати, ама тие 4 пати кога не ми се иде, уствари ги вадам најјаките и најдобрите тренинзи. Па тоа нели е мотивација? Не. Добро. Што прави Дарио кога не е во теретана? Дали воопшто има слободно време или ете можеби некои посебни хобија што ги имаш? Покрај работа играм кантер, само со другари, ама нешто минимално, нешто многу ситно. Те следат и на Инстаграм, те следат на социјалните мрежи, нели доста популарен и ќе бидеш. Дали се гледаш себе си како фитнес инфлуенсер или повеќе како тренер кој инспирира зад кулисите? Па повеќе како тренер кој инспирира, не сакам да бидам кажан инфлуенсер. Сакам да сум тој што ќе ги мотивира и младите. И имам приметено дека многу млади ми се јавуваат со такви пораки као Дарио, стварно секоја чест за сите успеси, сакам и ја да бидам како тебе еден ден, и тоа е стварно преубаво нешто и за мене, а ми е мило што така размислуваат, затоа што ја промовирам само бодибилдинг. Дали некогаш си се соочил со сомнеш во себе? Некогаш се сомневаш, да речеш не можам тоа, не можам да го постигнам, ќе се откажам. Дали си имал такви моменти во животот? Скоро за се. За секој пат сум мислел дека нема да можам нешто, ама сепак сум идел како со глава кроз зид и сум викал ќе пробам, па што и сака да се деси. Многу пати не сум успел во тоа што сум сакал, ама секој мој неуспех ми е бил на некој начин мотивација за да пробам пак и се додека не успеам. Ја 310 кила на дедлифт не ги дигнав од првиот пат. Можеби од петиот пат ги дигнав. Ама да не пробував, немаше никогаш да ги дигнам. Така да мојот совет за сите е да пробуваат и да не престануваат да пробуваат, затоа што трудот ќе се исплати еден ден и ќе се стигне до целта. Каде се гледаш за 10 години од сега? Ако даде Господ, за 10 години од сега Мистер Олимпија, Арнолд Класик и поголеми организации за бодибилдинг. Доста амбициозно, морам да признам, меѓутоа секој што има амбиции стигнува до својата цел. Кога тогаш? Секако. Дарио, хајп нема да биде хајп ако не ти дадеме неколку предизвици
Имам изненадување за тебе кратко. Ете те гледаме, се похвали, знаеме, ги гледаме твоите успеси, меѓутоа ние тука со нас имаме еден твој познаник, пријател, што може да ни се придружи. Да го представиме и него. Може, ќе ме собере. Како си? Добар си? Супер, јас сум Игор. Како сте вие? Добри сме, ете подготвени да ви дадеме неколку предизвици за кои вие не сте информирани. Меѓутоа мораме Игор да го представиме пред се. Игор, кажи ми, исто ти се занимаваш со спорт, активен си во теретана, па да ни се представиш ета на нашата публика малце повеќе да ни кажеш нешто за тебе. Јас сум Игор Испиров, имам 27 години. По професија сум професор по физичко и здравствено образование. Со спортот бодибилдинг конкретно се занимавам, да кажеме, вкупно 10 години, но по-професионално можам да кажем моите последни 5 години. Имам освоено, оваа година освоив 2 медали и прокарта во Будимпешта, во Унгарија. Можам да кажам дека тоа е еден голем дел од мојот успех. Се градам за да го направам тоа. Многу труд, да. Напорност. Од кога се познавате со Дарио? Со Дарио се знаеме доста време, но почнавме да комуницираме последните 3 месеци, 4. Да. Имаше малку тензија меѓу нас, но Зошто? зашто се немавме запознаено. Од кога се запознаваме. Компетитивни машки двајцата генерално. Дали може би мислиш дека Игор е еден од тие љубоморните дечки што да следат? Не, Игор нема причина за да биде еден од нив. Така, дали колку се поддржувате ете вака во спортот и во ете заедничката мотивација? Мислам дека Дарио е еден дечко што од кога го запознав ме уште толку ме мотивира да вежбам појако, пошто го има тој дух, како да кажам, те крева, има ваква енергија. Исто сакам да го буткам и него кон успехот, кон да вежба појако, да биде подобар, пред се да биде подобра особа, како во главно. Спортскиот дух и мотивација нормално секогаш се добар знак кон успехот. Меѓутоа, морам сега да не речам да бидете ривали, морам да ви дадам неколку предизвици да видиме кој е подобар. Сепак да си ги измерите, одмерите силите. Дали сте спремни? Да, затоа сме тука. Дарио, ти? Спремен. Ајде, почнувам. Дечки, значи нашиот прв предизвик беше бенч 160 килограми. Пошто јас многу не се разбирам во ова техника, ќе ми кажете вие, кој е победникот, кој се најде подобро? Мислам дека доста пуно време ја вежбава, но сепак секој час и на Игор. Он у неговиот бодибилдинг сплит неа ни прави вежба и пак успеа да дизам иста килажа. И он доја на 160, ја дојав на 160, тоа е некоја минимална разлика. Браво, Игор. Стварно, само што разликата е јас не ја кренав, Дарио ја крена. Да. Ја реално мислам дека можеше он се задржа многу горе у горна позиција. Тоа е моје искрено мислење. Нешто што јас тек на време мислам дека он може да ги дигне. Мислам дека му требаше една прилика да проба пак, ама не сме ни претерано наспијани, нема потреба од претерано отмување. Имам уште еден краток предизвик, одиме на мртво дигање, каде што нашиот Дарио е шампион, можам слободно да кажам. Овој пат нема да ставиме 310 килограми, меѓутоа ќе ставиме приближно. Ќе пробаме? Ќе пробаме, ама морам да кажам нешто. Сега ми е вистинската конкуренција, затоа што овој човек влече ненормални килажи. И тоа ги прави без трапови. И ако успеам без трапови ја како него, тоа ќе е врв. Игор, што мислиш?
Па мислам дека да, во оваа вежба ќе има подобра конкуренција, да. Ја ќе го прашам уште еднаш, ке може ли со страпови? Јас преферирам да ја правам без страпови, но ти да, може со пробаме страпови. така и така. Може и така и така, да. Фер. Ајде, ќе има реванш сега. Дечки, мртво дигање, 300 кила. Дарио, како се чувствуваш? Не ми е реално уште, немам правено мртво дизање пола година, сигурно немам правено. А и плюс одбрав, ми доведовте многу страшна конкуренција, значи ликот е ненормално што прави. Ненормално, стварно, браво. Можам да кажам дека прв пат пробавам да дигнам 300 килограми. Пробав 2 пати и во 2 пати не успеав да ги кренам. Сега се чувствувам изнервирано, фрустрирано, но сепак знам дека еден ден ќе ги кренам, кој што не сум уште стигнан до таму. Но дечкото е звер, свака час, брате. Ти ми имаш изненадено, ти си ми стварно преголема мотивација кога те видов тебе како ги крена, никад нема пробано, 2 пати ги дигнал до колена, а и реално уморене, долг пат, многу ствари, зависи. Ова е само ден кај што сум ја исполнил подобар, а овој ден за Игор може да значи многу. Он после ова ја гарантирам дека и нема да ме зачуди да видам 350 кила на стори на Инстаграм. Нема да ме зачуди стварно. Да, доаѓа. It's coming, brother. Сигурно, верувај ми. Одлично се покажа Игор, значи браво за храброста, браво за истрајноста. Ви благодарам дечки што бевте наши гости. Верувам дека во иднина исто така ќе се покажете во многу добро светло. Ви посакувам успех и спортски поздрав. Спортски поздрав. Ја имаме нашата најпозната рубрика, не може да ги пуштиме гостите без да ги спрашаме неколку прашања. Мислам дека ти е јасно, нашата најбарана рубрика 10 ама, во која што ти ќе оценуваш некоја девојка која што ќе си ја замислиш и ќе биде 10, меѓутоа има неколку мани. Дали си спремен? Спремен сум. 10 ама е многу љубоморна. 10. Немаш проблем со тоа? Не. Ти годи. Па не, али не ми ни смета. Така, 10 ама се облека многу провокативно. Но Зашто девојче да се облече малце така затегнато, кратка сукничка, нешто не одобруваш? па не. Како ја замислуваш ти девојката облече? Не, доколку е излезано со мене, мислам сега тоа е моја мислење, не мора да значи ништо. Мене би ми сметало да иде сама или со другарките провокативно облечено, ама доколку е со мене немам толкав проблем со тоа. 10 ама оди на афтер со другари. 0. Зошто? Затоа што треба да иде дома да спие, утре на факултет, теретана, ќе и помине цел ден така. 10 ама се следи со бившиот на социјалните мрежи. -10. Ако останале во добри односи, например, Нема машко-женски пријателства. не веруваш. Не, многу ретко, може би 1 милион. 10 ама пие пиво од шише. 2. Ако пие со цевче 3. 10 ама не знае да готви. 8. Али само заради тоа што мора да знае да готви за самата себе, не за мене. 10 ама пуши цигари. Тоа не ми представува проблем. 10. Ти дали си пушач? Да. Како спортуваш, а пушиш цигари, каже. Мораме и ние билдерите да имаме некоја мана. Не, да. Не може да е се перфектно исхраната и тренингот, дисциплината, мора да има некоја мини мана, мада не поддржувам и не сум во право, не треба да пушам и се молам за тоа да се наканам да ги оствам по веќе. Да. Се потежок порок. 10 ама е неуредна. 0. Дали си имал некоја девојка таква? Не. Изгледала совршено, меѓутоа ете, така одблизу малце. Не може девојче да биде неуредно. Ни за машко не е окей, ама за девојче баш не е окей, затоа што жените се тој пол што се уредни, што се познати по тоа што се уредни.
10 ама ти одговара на пораки после 2-3 часа. Па окей сум со тоа, ако е на работа, може би е зафатена, ако е у континуитет така, тогаш има нешто. 10 ама го крие телефонот од тебе. 0. 10 ама е повисока од тебе. 10. И на крај мора да те прашам, тоа нашето вирално прашање, 10 ама вози пунто. 11. 500. Во ред, ти благодарам многу, Дарио. Фала ви поненуваз. Јас сум Дарио Трајковски, а вие гледате Хајп Македонија.